Оризарите од Кочанско ќе го тужат акционерското друштво Водостопанство бидејќи им нанело огромни штети со континуираниот недостиг на вода. Поради ова, денеска го блокираа магистралниот пат Штип Кочани кај Облешево. Ние водната заедница колективна тужба ќе ги поднесеме за да платат оштета. Утепринот ќе бидат од 300 до 400 килограми, нема ништо повеќе да има. Значи најголемиот виновник слабото менаџирање на АД Водостопанство. Водата е најосновното нешто, без вода нема верикет, нити пченка бива, нити ориз бива, ништо не бива. Значи браната е преполна со вода. И сега некој си игра со живите земјоделци, прави нереди во државата. Над 100 семејства директно се погодени од штетите, бидејќи од 4200 хектари под ориз, нивните 500 се најпогодени и тие се во атарот на село Облешево. Зошто во овој период е толку потребна водата, објаснија оризарите. Сортите кои се посејани во оризовите површини кај нас во Кочанско имаат вегетација од 120 дена најкратката вегетација до 160 дена најдолгата вегетација. Таму каде што нема вода сега, моментално каде што е скинан бентот, е Сан Андреа која има вегетација од 160 дена. И без разлика на датите, дали ќе биде 1 септември, дали ќе биде 10 септември, самото растение, самиот ориз си кажува кога треба да престане со наводнување, бидејќи тој кога почне да зрее има си зрелост. Се кажува восочна зрелост и цела зрелост. Тој кога ќе е восочната зрелост може да прекинеме со наводнување. Меѓутоа, во оваа фаза нема, ако го прекинеме, ќе нема род. За нив апсурдот е голем, бидејќи вода во акумулацијата Калиманци има повеќе од доволно, но 20 дена ја нема на оризовите полиња. Апелираме до владата подхитно да си преземе мерки овој проблем, што е настанат да го решават подхитно, рековме, да го решават, бидејќи проблемот е голем и земјоделците трпат огромни штети. Огромни штети, а водостопанство само сега стават фактори кои ќе бидат повисоки за 60 до 70%. Па ние не можеме да ги платиме овие. Ние бараме ослободување оваа година од водниот надоместен, бидејќи, како што кажавме, штети се огромни. Сите овие проблеми ќе кулминираат со организирање на штрајкови. Затоа напоменувам до власта да излезе на терен што е можно побрзо да ги реши нашите проблеми и да ги реши нашите барања. Во спротивно, земјоделците сами ќе се организираат и во наредните месеци ќе има уште помасови штрајкови. Недостиг на вода, но и штетите од болестите ја зголемуваат откупната цена на оризовата арпа, покажуваат пресметките на незадоволните оризопроизводители. Според нашата математика и според приносите кои што ќе добиеме, би требало да биде од 1 евро па нагоре. Зборувам за килограм предадена арпа. Исто така и на берцата можете да забележите дека цената на оризот е покачена, а исто така и во Европа и во светот производството на ориз е намалено.